Благодарам, потпредседателя. Почитувани колеги, почитувани граѓани. Владата испрати до Собранието еден предлог текст, закон за дополнување на Законот за социјална заштита, во која што се предвидува лична асистенција, која што досега опфаќаше индивидуална помош и поддршка за лица од 18 до 65 годишна возраст, да оваа услуга ја користат деца од 6 години и возрастни лица до 65 годишна возраст. На Комисијата за труд и социјална политика имавме доста широка дебата. Она што сакам да го истакнам и тука на седницава е дека ние како пратеничка група ова законско решение ќе го поддржиме, но ќе имаме, претпоставувам, и одредена амандманска интервенција во однос на одредени делови каде што сметаме, имаме дилеми, ќе објаснам понатаму и зошто, дека не се опфатени сите лица кои што заслужуваат да бидат опфатени. Исто така, на Комисијата го поздравив и сега го поздравувам, бидејќи ова е ретка можност да видите законско решение кое што е по редовна постапка, нормална постапка, и тој чин исто така го поздравувам, бидејќи само на тој начин можете да дојдете до квалитетно законско решение. И како што кажа и претходно моите колеги, се договоривме на седницата за труд и социјална политика, изгласавме дека треба да има јавна расправа во која што ќе поканиме и соодветни институции, соодветни невладини организации, лица со попреченост кои што итекако имаат што да кажат по однос на ова законско решение, а и да дадат сопствени предлози, и се надевам дека од таа јавна расправа ќе произлезат и заклучоци, кои што пак заклучоци ќе ги пренесеме како амандмани, а се со цел подобрување на законското решение. Кои се нашите дилеми? Значи, нашите дилеми се: зошто не се опфатени лицата со аутизам? Значи, тоа е првата дилема. И зошто не се опфатени слепите лица над 65 години? Ова го дискутиравме и на Комисијата. И мислам дека и тогаш се усогласивме дека кога веќе давате некое право, тоа право, така е и во Уставот, така и во законот, дека кога давате некое право, тоа право треба да важи за сите. А сега ова важи, да, го поздравуваме, значи кажав чинот дека е намален опсегот, зголемен опсегот, намалени годините, но не се опфатени сите лица. Еве, согласно Државниот завод за статистика, имаме малолетни корисници на социјална заштита според евиденција. Вкупно малолетни лица, значи вкупниот број е 3490 деца и сега се категоризирани. Со оштетен слух 271, со пречки во вербална комуникација 89, лица со пречки во ментален развој 1444, аутизам 112. Сите добро го знаете проблемот со аутистичните деца и апелите на родителите. Комбинирани пречки во развој 956, оштетен слух 266, телесен инвалидитет 879, со пречки во ментален развој 1272, комбинирани пречки 950. Значи, да бидеме реални, ворете, но овој закон нема да важи за сите оние кои што очекуваат помош од државата. Сведоци сте сите на наслови, на стори по телевизиите, на апели, особено за време на пандемијата, на лица кои што се со попреченост, а беа заборавени од државата. За жал, мислам дека и во четвртиот пакет на мерки беа заборавени, иако ние имавме одредена интервенција, но таа истата не се усвои. Значи, сакам да кажам дека со важечкиот закон за социјална заштита има една важна придобивка, а тоа е персоналниот асистент,
кој ќе им помага на лицата со попреченост непречено да стигнат до работно место и од него. Оваа работа треба да ја унапредиме и овие асистенти, ќе видиме на крајот колку ќе излезат, вие велите 200, впрочем и министерката тоа го кажа, 200, не кажа 200 деца, туку кажа 200 асистенти на комисијата, затоа е неопходно барем сегашните асистенти да бидат регуларно вработени и дискутиравме на самата комисија како да се изнајдат начини за вработување на сите овие асистенти. Имено и не можеме овие асистенти да ги посматраме издвоено од образовните асистенти. Поставив прашање и на самата комисија. Личниот асистент кој што ќе го донесе детето во училиште, дали ќе го предаде детето на образовниот асистент? Значи, овие два ресори мора тесно да соработуваат. И образовниот асистент, тоа е предпоставена ситуација која што секако ќе ја има во пракса. Овие два асистента треба да соработуваат помеѓу себе за развојот на самото дете. Сега, во 2020 година излезе еден посебен извештај на Народниот правобранител, особено во делот на лицата со посебни потреби заради пандемијата. И јас тука сакам да цитирам една одредба каде што вели дека не сите образовни асистенти кои во текот на учебната 2019-2020 година давале поддршка во учењето на учениците со попреченост, биле вклучени и во давањето на поддршка во учењето и за време на далечинското учење. Народниот правобранител се стекна сознание дека на голем број од асистентите во наставата со отпочнување на онлайн наставата им беа прекинати договорите за работа. Тоа е тоа што сакам да го кажам. Значи, образовните асистенти, како што беа децентрализирани, општините имаа надлежност да ги плаќаат и да им даваат обуки. Имаше општини каде што воопшто образовните асистенти немаа обука, работеа за 7-8 илјади денари и голем број од тие ги напуштија своите работни места. Најсимптоматичен случај беше во општина Карпош, каде што, не знам, мислам бројката беше над 200 и нешто ученици кои што имаат потреба, лица со посебни потреби, кои што имаат потреба од образовни асистенти. Можеби ќе речете зошто зборуваме за образовни, ова не е од сферата на образование, но не можеме да ги гледаме изолирано овие случаи. Го кажав примерот на како тоа личниот асистент ќе го однесе до училиште и оттаму треба да го преземе овој образовниот асистент. Состојбата со асистентите, дали лични, персонални во труд и социјална, дали во образовни е сериозна во државата и сметам дека, како што кажав, треба да бидат редовно вработени, треба да се најде начин за нивно вработување. Претпоставувам дека нема да бидат 200, ќе има потреба од повеќе. Тоа верувам дека и во јавната расправа ќе дојдеме до еден таков заклучок. Наша задача е тука да пронајдеме начин и форма како овие луѓе да ги вработиме. Има многу модели по светот. Можеби треба еден таков модел да примениме и во Република Македонија и конечно овој проблем да биде решен. Да не ги решаваме вака парцијално, да, кажав, уште еднаш ќе повторам, го поддржуваме, но повторно ќе останат лица кои што нема да бидат опфатени со ова законско решение, па можеби ќе дојде момент кога и треба комплетно, целосно ново законско решение, но како и да е, кажав дека законсково решение е во редовна постапка, имаме време, имаме можност да дебатираме, имаме можност за амандманска интервенција и, што за мене е најважно, на јавната расправа да ги слушнеме засегнатите страни, да видиме тие што ќе кажат и сето тоа, они што ќе го кажат, да го преточиме во амандмани и се надевам и позиција и опозиција истите да ги усвојат и да донесеме на крајот на денот едно квалитетно законско решение. Ви благодарам.